Добродошле во ново издание на Политиканти, овој подкаст кој што го работиме јас, Сашо Ордановски и Јас Боријан Јовановски. Боријан е, како што гледате на линк, од тајна локација, мораме да се деташираме. Тоа се викаше резервно командно место у социјализмот. Не знам Боко ти. Не, па у случај, знаеш како, некој да се обида пробие врата и така натаму да имаме дислокација на командното место. Се случува. Се случи, така е. Боријан, имаме и гостин, ќе го представиме по обичај малку подоцна. Меѓутоа имаме разни теми за разговор у првите 20 на минути. Со што сакаш да почнеме? Па види, јас би почнал со периметарот. Задолжително. Периметарот е многу важно да се спомене. Мислам, премиерот би го отвори тоа прашање уште многу одамна и треба да се следи, треба да бидеме доследни на тоа. Оваа недела се случуваат многу сериозни работи за она што стално го нарекуваме геополитички земјотрес, и јас би се осврнал на нашето стратешко партнерство со Британија без делот за мигрантите, бидејќи тоа стратешко партнерство на страна од мигрантите носи известни обврски. Би се осврнал на заклучоците на Европскиот совет оваа недела во врска со Западниот Балкан, и многу важно овој закон за Западниот Балкан кој денеска го потпиша Трамп. Тоа се 3 пораки од 3 стратешки места: Вашингтон, Брисел и Лондон, за кои мислам дека ја и ти имаме што да кажеме. Прво, да кажеме дека овој закон денеска што го потпиша Трамп е закон кој што беше предложен од еден демократ во Американскиот конгрес. Ја апсолутно сум уверен дека Трамп него не има ни прочитано, се разбира, како што ја нема ни прочитано и на собствената стратегија која пред 10 дена представи, бидејќи таа стратегија има 29 страници. Трамп не може да прочита поише од пола страна, па да е под закана со пиштол да е во главата, така што секако нема поима за што станува збор. Меѓутоа, морам да ти кажам дека малку се изненадив кога видов дека Американскиот конгрес носи таков закон кој е во областа на одбраната и кое што треба сега да го, бидејќи се плашам дека ни сегашниот американски министер за војна, знаеш дека тој веќе не е за одбрана, туку е за војна, Питер Хексет, дека и он го нема прочитано, ама да речеме дека и тоа не е толку важно. Меѓутоа, во него, да ти дадам само краток вовед, бидејќи ти ќе имаш исто така коментари, во него се практично се повторуваат сите принципијални позиции на Соединетите Американски држави кои што се во последните неколку децении во однос на Западниот Балкан. Во центарот на тој закон се разбира Србија и Косово. Најголемите критики се однесуваат на Србија, меѓутоа има и добар дел кој што се однесува на руско-кинеските влијанија, кој што се однесува на поддршката на сите земји за влез во Европската Унија. Тоа овој со периметаров нашиот веројатно со подвлекување ќе го чита, нели, оти ние, и за исто така интеграција во НАТО. Така што таму нема ништо спектакуларно што е, мислам, спектакуларно е тоа што нема ништо лошо за Западниот Балкан, бидејќи последна година од Вашингтон човек да дува на јогурт, што се вика. Меѓутоа, во принцип, тоа е уште една заложба на Американскиот конгрес за оние стари, добри американски позиции кои што се однесуваат на интеграцијата и стабилизацијата, мирот на Западниот Балкан во сите земји. Боко? Па, биде, ние нема да имаме таа чест, например, да премиерот дојде да разговара со нас и да го прашаме. Стварно би го, никогаш не разбрав што значи периметарот кој го освои, во кој прв влезе со оние интензивни посети на инаугурацијата, на бркањето на луѓе на Трамп, но секако дека со овој закон многу јасно се става до знаење дека нема никаков простор за руското влијание. Ова би требало особено да го примат до знаење круговите блиски до црквата, бидејќи Македонската православна црква е изложена, нотирана во разни документи, што официјални, што неофицијални,
како вака еден доста активен руски механизам во Македонија кој влие по разни основи, како медиумски, така олигархиски, политички и така натаму. Добро знаеме дека околу тие кругови имаме и добар дел од владеачката гарнитура, но и од социјалдемократите. Сад, нели, колку и да е тоа, би требало да е чудно за една социјалдемократска партија, но тоа е така. И таа порака би требало да Светиот оган од Ерусалим пред пар години со државен авион, со средства од буџетот на авиација, за да дојде за Божички, за што го досеа нешто, Светиот оган од Ерусалим. За тие социјалдемократи правиме муабет. Она што мене ми изненади, Сашо, е што и покрај нели онаа национална стратегија каде што Трамп нели практично објавува една идеолошка војна на Европската унија, овој закон малку излегува од тој контекст и да речеме во него покрај заложбите за тоа дека Балканот, Западниот Балкан треба да биде во интегриран во НАТО, исто така многу експлицитно е наведена и поддршката на Соединетите Американски држави за интеграција на Македонија во Европската унија, што е доста ново, ако се согласуваш со мене, бидејќи тоа како да исчезна во наративот на Вашингтон, тоа инсистирање за интеграција на Македонија, па и на Западниот Балкан во Европската унија. Друго е што е многу важно да се нагласи, а што е кај нас мислам актуелно, ова е една порака за една растечка авторитарна тенденција во рамките на владеачката ВМРО ДПМН и особено на премиерот Мицковски со неговиот однос кој нели најавува многу многу нешта кои потсеќаат на едно не така давнешно минато, така што и тоа се пресретнува. Ме изненади исто што, например, USA-те укинат, но во законот се предвидува поддршка на медиуми кои ќе бидат базирани на некои принципи, на некои фундаментални вредности на западната демократија, што е вака една добра вест за тие медиуми и обратно лоша за оние кои имаат една друга мисија, а кои како кажам беа во еден период доста вака ентузијастички настроени, сметајќи дека ќе се оттрне од нив тој притисок кој порано беше од Вашингтон. Сега како ќе функционира овој закон, тоа треба да се види, но она што е јасно е дека американската администрација и американскиот State Department се сепак многу повеќе од авантурите на Том и Джери во кои влегува Трамп од ден во ден, така што сепак таму постои еден апарат кој некои сакаат да го наречат длабока држава, подразбирајќи по тоа разноразни конспирации, што се разбира е многу погрешно. И исто во овој контекст, бидејќи Македонија некако ја дефинираше Велика Британија како стратешки партнер, што е јас лично го поддржувам, знаеш, сме говореле за тоа, мислам дека стварно Велика Британија е еден од клучните стратешки партнери за остварување на македонските национални интереси. И исто така важно е и просто ме изненади што помиња незабележана една многу ретка ситуација, а тоа е едно јавно истапување на шефицата на MI6, односно тоа е како му доаѓа, тоа е британската ЦИА, уствари, нели? Да. Која укажува на драматични тензии меѓу Европа и Русија,
што значи дека дел од таа политика или заедно со тие пари на кои смета оваа влада, дека ќе мораат да се прифатат и некои принципи на кои ќе инсистира Лондон, кои сме ги зборували, кои се опишани многу експлицитно и јасно во оној документ, ако се сеќаваш, кој ја и ти го коментиравме овде на подкастот, на кој е потпишан поранешниот генерален секретар на НАТО Лорд Џорџ Робертсон. Види, Така Боко, пошто ме прошета по целиот хоризонт, дозволи ми малце ја да искоментирам целата оваа работа. Прво, акцентот во законот на Американскиот конгрес е сепак станат врз Србија и тоа во многу непријатно време, бидејќи е многу критичен тој акцент во однос на владењето на Вучич. Бидејќи Вучич минатата неделава не отиде за Брисел и тоа го образложи како намерно не одење за Брисел, бидејќи сака да каже дека они веќе со Европската унија не име приоритет. Сега добија оваа шамарчуга, ја добија од Вашингтон, макар што е таа од Конгресот. Мислам, хаотичноста во Вашингтон, бидејќи акцентот на конгресниот закон е сепак ставен врз криминалот и корупцијата, а ти знаеш дека јас мислам дека нема покриминален коруптивна власт во светот денес, освен оваа власта на Трамп и на Путин, ама мислам дека во цифри сепак ова на Трамп е барем актуелно е многу повеќе. Значи, до откажувањето на Кушнер на зетот на Трамп на сделката со хотелот во Белград, се тоа се случува во последнија 5-7 дена и мислам дека притисокот врз Вучич се зголемува од сите страни, се разбира, иако тој мислам 5 пари не дава. Он нели се дочекува на гради и потоа шутира. Тоа е едниот дел од целата таа работа. Второ, ја спомна црквата, само една реченица, види, тоа што го прави Српската православна црква, на чело со Порфири, тоа е веројатно најелаборираната мрежа на Балканот на тајната српска служба, која е во директна, ама најдиректна, тоа е докажано, во директна врска со Москва и кое што практично ги спроведува. Јас последниот пат кога бев во Црна Гора, например, тамошните овие, каже ги, не цркви, туку како се викаат овие клостери, манастирите на Српската православна црква, црногорците ме уверуваат дека се тоа места каде што се чува оружје, мислам, заради одредени потенцијални настани таму. Така што македонската црква е онака како и македонската политика со се нашиот периметар премиер, е една екстензија на целата таа приказна, која што во моментов личи дека ќе биде многу губитничка, бидејќи некако му се случија на Вучич многу настани за кратко време, кои што практично го демаскираат на различни начини, без разлика што, повторувам, тоа што Трамп ќе го прави, Трамп нема никаков интерес за Западниот Балкан и ова малце бизнис што ќе правеа, добро го купија островот во Албанија, нели исто така Кушнер, требаше овој хотелов, се откажа од хотелот, се откажа меѓу другото затоа што во Србија се направи скандал околу таа дозвола за бидејќи се испостави дека таа зграда е под заштита културно-историски споменик, на што овие фалсификуваат документи, па еве го сега Селаковиќ, министер за култура на Србија, е фактично обвинет веќе за целата таа махинација. Сакам да кажам, тоа е едниот контекст. Вториот контекст е ова што го спомнуваш. Прв пат се случува во историјата на британските тајни служби да има жена на MI6 директор. Да. И таа имаше едно неверојатно обраќање неделава пред 2-3 дена, сега не знам точно кога беше, се обрати јавно во кое што даде едни неверојатно отворени проценки за тоа дека практично Британија е веќе во војна со Русија. Денеска Путин имаше голема пресконференција од тие неговите што траат по 4-5 сати, као Хуго Чавес на времето што правеше, нели, ало президенте овие пресконференции, каде што се осврна и на тоа дали Русија ќе нападне други европски земји, на што он, како му беше точната, дека тоа глупост од прилика и така натаму, ама тоа истото го збореше на 5 сати пред да нападне Украина, патем биде речено, а и самата шефица на британската
тајна служба, она не вели дека тоа ќе биде копнена војна, туку дека таа војна веќе трае во смисла на сите можни дигитални, хибридни, па и директни, особено поморски конфликти, каде што нели се сечат кабли, се фаќаат руски бродови од илегална флота за нафта, како лансираат овие, каже ги, маливе работи што летаат, ми бегаат зборовите веќе. Нели? Така што тоа е исто така фасцинантно. И третото фасцинантно е што ми се чини дека треба да забележиме тоа, малку го коментиравме минатиот пат, германците усвоија стратегија воена која е над 1000 страници, во кое што германскиот Бундестаг и канцеларијата на канцеларот и така натаму во детали ги опишуваат промените што Германија мисли да ги спроведат за наредните 5 до 10 години и да за тоа да потроши не знам колку милиарди евра, бидејќи сега се проценките се движат во десетици, стотици милиарди, ама за наредните 10 години кој знае што ќе биде. А сето тоа во контекст на ова непостигнување, види тоа што го збориме цело време, јас и ти со месеци, ако не и веќе со години. Путин не сака крај на војната во Украина. Освен, се разбира, да се предаде Украина и онда превземе се што не може. Пази, Покровск уште не може. Купјанск го изгубија. Мислам, како да кажем, една кланица невидена во која гинати многу украинци, но 10 пати повеќе руси. Таму не може да мрдаат по 100 метри на недела и за тоа плаќаат со илјадници животи и така натаму. И уште Путин вели, нашите воени цели се остваруваат, ништо не се остварува. Меѓутоа, престана ли таа војна, како што збориме веќе со месеци, следниот ден почнува падот на Путин. И Путин, без разлика на сите овие иницијативи, особено од страна на Трамп, кој се инаку и 100% во негова корист, он не сека престанок на војната, освен ако Украина не се предаде. Бидејќи тоа ќе значи отворање на една ново поглавје, пост-афганистанско, ако смеам да кажам, пост-чеченско, бидејќи Русија има крупни искуства со тоа. А тие војни, види, Боријан, веќе во јануари војната со Украина ќе биде подолга отколку што војната траеше помеѓу Советскиот сојуз, помеѓу Русија и Германија во Втората светска војна. Веќе во јануари, значи тоа ќе го надмине. Притисокот е огромен, Русија не може да оствари тоа што го замислува. И јас и понатаму тврдам дека Русија не е никаква закана за Европа, барем за наредните 5-10 години, бидејќи тоа е таков еден дебакл воен. Мислам, не се тоа само милиони повеќе загинати и ранети луѓе, што е огромна цифра. Не е тоа само изгубени илјадници, не знам, средства за војување, ама онака, тие веќе 30% од флотата во Црното море им ја уништија. Не знам колку веќе немаат стратегиски авиони, бидејќи тие не може да ги произведат наново, ги одржуваат тие што ги имаат пред 30-40 години и тие им ги уништија. И така натаму, како еден резултат на таа, да кажем, украинска настојчивост и храброст, која украинците ја плаќаат со многу висока цена. Читам една анализа, да речеме, за бројот на самоубиства во украинската војска, кој што се случува со неколку стотици месечно. Читам анализа за украинските губитоци, бидејќи и дезертирања, бидејќи види после 4 години војување, таму веќе луѓето се исто така на крај на нерви, а они се сепак едно 3-4 пати помала земја од Русија, со 3-4 пати помали човечки капацитети, ако ништо друго од Русија и така натаму. И да заклучам денешниот вчерашниот, кога беше у Брисел овој состанок на Европската унија за Украина, сепак доделија 90 милиарди евра, што ќе обезбеди. Види, украинците по воените проценки имаат доволно оружје за борба, нели сега тоа се што треба, оружје, муници и така натаму, негдека до пролет. А сега со овие 90 милиарди што Европската унија ќе ги даде како кредит на Украина, со рокови на враќање и со услови кои што се многу поволни, се разбира, тие обезбедија барем уште наредната година Украина да може воено да функционира во спротивставувањето на оваа агресија русите што им ја направија, а сериозни се проценките дека руската економија
веројатно не може веќе уште 6 месеци да издржи бидејќи е пред пукање. И сега гледам ја разни коментари, гледам овдека подкасти разноразни, зборат разноразни, не само кај нас, да видиш ти која е таа струја во Бугарија, например. Бугарија има многу силни политички струи кои се проруски и така натаму. Во целиот овој хаос што им се случува, за Србија не ќем да зборам, Србија е една екстензија која што е многу ефикасна на русите на Балканот и така натаму. Сакам да кажам, бидејќи ние, Борјан, ако не се лажам, следниот петок ќе имаме последната емисија за оваа сезона, каде што ќе направиме предикции и предвидувања за наредната година. Јас мислам дека да направиме во една реченица, мислам дека кризата и војната во Украина следната година ќе завршува, но како, кога и на кој начин, под кои услови, тоа ќе треба да видиме. Но за тоа повеќе следната емисија. Добро, тука видиш, за разлика од мене, овој пат си ти оптимистот, ја баш не мислам така дека тоа ќе оди. Па не е ова многу оптимистично што го зборев. Мислам, дека Русија ќе прави дополнителни, како да кажем, овие субверзивни активности кои ќе поткопуваат по разни основи, особено држави кои се фрагилни. Ние, за жал, сме се уште во таа фрагилност, но постои малку, ми се чини, политичка свест во Македонија за тоа и ние практично кај нас и немаме никаква дебата, ние од евентуално овака од ден за ден, од празнење на контейнери, па сега нешто воздух од дента кога е загаден, за тоа се дебатира. Инаку, види, очигледно се драматични, Сашо, и се случуваат драматични работи, бидејќи не случајно излегуваат и Мерц, и директорка на шефицата на MI6 и го слушав и полскиот премиер Туск. Мислам, сепак Русија е доста агресивна и неа и треба практично проширување на овој конфликт, односно дополнителна дестабилизација во Европа и тука, за жал, во отсуство на било каква визија, стратегија во Македонија, ние дополнително си ги комплицираме состојбите и во таа смисла би се навратил на она изјава на премиерот дека сме го вратиле името, што предизвика веднаш, се разбира, реакција од Атина и би сакал тука таман може би и тоа да биде и најава за потоа за нашиот гостин, кратко само да ги споменеме заклучоците на Европскиот совет од вчера кои се однесуваат на Западен Балкан. Ако ми дозволиш, би цитирал, не се ни споменува Македонија, се због говори за Западниот Балкан и во точка 6 вели инклузивната регионална соработка, помирувањето и добрососедските односи остануваат клучни за изградење на заедничката иднина, како и за спроведување на меѓународни договори во производство на добра намера, со опипливи резултати, конкретни, вклучувајќи го Преспанскиот договор со Грција и договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија. Потребни се одлучни додатни напори за подстекнување на помирувањето и регионалната стабилност, како и за пронаоѓање и спроведување на конечни, инклузивни и обврзувачки решенија за регионалните и билатерални спорови. Така натаму, сакам да кажам, тука не е Македонија, се говори за Западниот Балкан, но уствари добар дел од овој заклучок ни е посветен на нас, не се споменува никаде дека Бугарија блокира или дека има бугарско вето, туку многу е јасна таа порака која некој ќе треба веројатно да се потруди да ја чита, бидејќи во меѓувреме се деградираат други процеси, особено оние кои се многу важни за перспективите на државата како таква, како некаков демократски систем во кој владее правото, а тоа и ние го говоревме и летово, најавувавме дека ние практично ќе влеземе, како во времето на Груевски, од проблемот со кој се однесува на билатералните односи, ќе влеземе во деградација на состојбите во правосудството конкретно за кои Европската унија има
го има најголемиот фокус. И во таа смисла мислам дека е време да го најавиме ако се согласуваш. Ако ми дозволиш една-две реченици за да гостинот него доведуваме во контексти кој ќе Боре, може ќе сака и он да ги коментира, не е важно. Прво, види, Борјан, тоа ќе го правиме, тој муабет и следниот пат го правевме и пред тоа. Значи, јас мислам дека целта на Путин е поместена во однос на Европска унија. Нема он сила ни Луксембург да го нападне воено. Ја тоа го кажувам вака малце за да ги спровоцираме овие проруски. Меѓутоа, он секако има сила, неговиот фокус е врз поделба на Германија. Значи, таму и не само таму, сегде кај што може. Тоа го прави во Британија, тоа го прави во Франција, а тоа го прави и на Балканот. И сега да се навратам во една реченица на нашиот премиер и ова што владеачкава екипа сега го прави во Македонија, види, после се ова што и ти го наброја, значи сите меѓународни контексти се такви кои бараат акција, иницијатива, а не ова пимплање што го прави Мицковски во однос на проширувањето во однос на одењето кон Европската унија. Бугарите во устав. Скандал е тоа што го прави Мицковски, бидејќи ја исцрпеа целата агенда, еве колку време се веќе на власт, ајде почнавме со тоа дека они може да имаат некаков магичен нов метод кој ќе ги натераат, не знам, бугарите, Европска унија да променат став и така. Се е тоа веќе јасно дека нема ништо од тоа. Ова држење на Македонија на слеп колосек, ова држење во, што викаат, во кулдесак, во слепа улица, како не држи, како цела држава, тоа во историјата ќе влезе како еден од најголемите стратегиски промашувања, ќе видиме што ќе бидат од тоа инаку последиците. Сега за сега тоа ни се одразува на разни начини, па меѓу другото и на начин да мора, затоа што веќе нема ни пари, да мора да влегуваме во овие очајнички разноразни потези со мигранти, немигрантите, сега не могат да бидат мигранти, не ќе бидат, тоа немаат ни храброст да го објаснат пред јавноста, тоа го разговаравме и така натаму. Јасно е дека во мај, во јуни ќе има доаѓање на некакви луѓе кои не знам како ќе ги наречат и така натаму. Така што се е тоа во склоп на ова во суштина немање политика. И оваа забава за народ со не знам уапсен овој, уапсен, немам ништо против сите да се апсто што правеле криминали. Тоа нам ништо не ни решава за следниот ден. Особено што тие што треба да се апсат сега се повеќе се негови функционери, како што го имаме меѓу другото. Но тука да застанем имаш право затоа што веќе 30 на минути разговараме. Нашиот гостин е Васко Маглешов, да кажеме, наш колега, драг и ценет, кој што особено се занимава со македонското правосудство со години наназад и веројатно, ако смеам да кажем Васко, после покојниот Саша Димевски, кој беше исто така еден добар познавач на нашиот колега кој почина пред некоја година, добар познавач на состојбите во судството, ти си еден од ретките кој веројатно и Гордана Дувњак спаѓа во тие, еве да поздравиме Гордана, не сум ја видел, не знам ти дали си ја видел во последно време, меѓутоа поздрав до Гордана. Вие сте тие неколкумина кои што сепак во детали го разработувавте и го разработувате македонското судство, а сега е тоа уште поактуелно од кога и да е, бидејќи особено оваа власт вели ние сме топ, само што судство на него бива кој ќе го биде, тогаш ќе процветаме. Добро вечер, благодарам за поканата, поздрав и до Боко, поздрав и до сите што не гледаат. Сашо, може би го имаме тој луксус, еве да речам како новинари, да бидеме малку повеќе фокусирани на ова поле. Ми е драго ако тоа што го правиме, пишуваме, ете, наоѓа некаков одглас, макар и кај колегите и кај јавноста се разбира. Ако смеам, Боре, да почнам со Васко, бидејќи пред 2-3 дена Васко објави една многу добра анализа на Васко работи за Бирн и на сајтот на Бирн излезе анализа за состојбите и тоа фактичките состојби во македонското судство. Васко, ја само ќе наведам неколку работи, а ќе ги коментираме во повеќе детали, се разбира. Значи, ситуацијата од прилike е очајна. Тебе насловот на текстот ти е мебел од СФРЈ, CD режачи и преполовен кадар. Значи, апсолутно од, не знам, од 660 колку треба да имаме судини, имаме околу 300. Така. А судовите, па тоа, ние, знаеш како, кога зборуваме за судство, обично мислиме тука Врховен суд, апелација, ова што се сликаме пред Скали. Да, така. ова во внатрешноста што ги има тоа. Ова по Кратово, по Берово, по Кочани, па тоа да ги жали со
Колапс. Зурли, мислам, тотален колапс, судови сместени во згради за живење, не во институции и така натаму. Ајде на кратко, Васко, Да. што е оценката Значи, твоја? практично тригерот еве за да речам да се впуштиме во оваа анализа беа оние изјави дека не знам судите сакаат да си ги зголемат платите, дека тоа безобразно и така натаму, што де факто не е така, бидејќи 90% од судскиот буџет во Македонија оди за плати. Значи вие за да реновирате нешто, да фатите, не знам, некаква инфраструктурна интервенција да направите, ви требаат за тоа пари. И со години, не само оваа влада и претходната и така натаму, малте не го држи судството што се вели под менгеме и не му ги овозможува парите. Меѓутоа состојбата е навистина лоша. Во овој текст се обидовме се, разбира не можеме се, меѓутоа само да појасниме дека на пример еве за нешто не го читале, во Македонија има суд кој што е сместен во стамбена зграда во Скопски Карпош и тоа е висшиот управен суд, ни помалку ни повеќе. Суд кој што одлучува за жалби за туѓа нега, одлучува за тендери, одлучува за царински постапки. И замислете, влегувате пред да влезете За во суд. медикаменти, Имено. Така пред да влезете во судот, ве удри некаква реана запршка, предпоставувам. Тоа е таа слика, да, која што треба да ја добиете при влез во македонски суд. Еден дел од судовите, па ова мојава колешка ги прашала луѓето таму, знаете ли дека има суд? Тука е, ама не знам вика дали работат. Мислам, тоа е сликата за судството таму кое што имаат локалните жители што живеат. Меѓутоа, настрана од овој да речам помалку и естраден дел од правосудната приказна, навистина судството нема ресурси, се бори грчевито, импровизира за да преживее, јас затоа велам во текстот дека тоа е така. Замислете, судењата се снимаат на CD, а вие денеска да отидеме јас и вие во некој вебшоп за да купиме лаптоп со CD нема да најдеме бидејќи таа технологија е застарена, практично не се произведува повеќе, а во законот стои дека треба да се снимаат аудио, не само аудио и визуелно, за визуелно веќе мобе да направиме. Затоа е велам во текстот дека во кривичниот работи една сала со една камера, ако не се лажам. И onda сите чекаат таа камера да. Таа камера профункционира во времето кога Груевски почна да доаѓа на судење, па ја нарекоа свадбарска, па не знам се расипуваше, па ја поправа и така натаму, за другите судови да не правиме муабет. Така што навистина е очајна состојбата. Во одредени судови на пример има само еден судија, само претседател на суд во Берово има. Тој доаѓа од друг град во Берово само за да заврши нешто од предметите. Во Крушево мислам дека беа еден или тројца. Сум сакам да речам секаде по внатрешноста навистина лоша состојбата. Е сега во овој висшиот управен суд за кој што почнав да ви раскажувам, еден предмет за да се реши, бидејќи тоа не се само условите, тоа се и недостатокот на кадар. 943 дена трае во просек решавање на еден предмет. Тоа се отприлика 2,5 години. Мислам, за каква ефикасност ние разговараме кога вие кој ќе поднесете една тужба, треба да чекате 2,5 години во втор степен за да ви се случи. Тоа е просечно време, може да биде и повеќе. Сега со ова само за минатата година ги задов податоците. Така што во основа е многу лоша состојбата. Не знам, нема судови кои што имаат лифт и да речеме лица што имаат попреченост, телесна не може да влезат во судот. Па се симнува судијата, па таму на скалите импровизираат и прават така. Мислам, тоа е во основа сликата, приликата за тоа како изгледа, да речам, амбиентот во кој што се правораздава. Да не збориме за избледнети знамиња, недостаток на хартија и така натаму, записничари, стручни соработници и така. Сепак пред да му дадеме и на Боријан шанса да постави прашање, да прочитам на пример граѓанскиот суд во Скопје. Значи тоа е најголемиот граѓански суд во државата, институција судска, решава во просек еден предмет 927 дена. Земете го да речеме судот во Прилеп 812 дена. Тоа се баш по 2-3 години се решаваат. Земете го судот во да не редам, тоа е стварно трагична сликата. Апелационен суд во Битола не, ова е Виш управен суд 943 дена. Практично нема ниту еден суд. Овие помаливе судови решаваат. Бидејќи имате помалку предмети, веројатно имаат помалку, па 3-4-5 месеци. Ова сето друго се години во прашање. Тоа е едното и второто, Васко, ја гледав и оваа една споредбена анализа што ја правите за последните 6-7 години, практично не само што не се подобрува сликата со вработување во судска администрација, во суди, во како да кажем, во сите овие судска полиција и така. Има судови без полицајци. Има, така е. Доаѓаат секакви дела и така. Не само што не се подобрува, туку се забележува еден константен пад на вработените.
И при тоа имаме една ситуација во која што од академијата не се продуцираат нови кадри, а за да се продуцираат на нова генерација на суди вас ви треба 2 до 3 години минимум. Што значи дека ова ќе потрае и уште полошо ќе биде наредните години, бидејќи сега имаме една закочена генерација во академијата за суди и јавни обвинители, така што сакам да ви речам во пристојно догледно време не гледам дека нешто од ова би можело да изгледа вака малку барем од малку подобро тоа што порано изгледало. Она што е многу индикативно е дека практично има судови кои што не можат да формираат совети. Бидејќи да речеме за одреден пример треба да одлучуваат 20 суди и 3 поротници, не можете да најдете, нема едноставно и така натаму. Да не зборам сега во текстот не го стави. Знаете ли колку чини еден ден на поротник во Македонија? Што треба да одлучува за нечија слобода. Во основни судови мислам дека беше 300 денари, 500 во судови со проширена надлежност и 600 денари за организиран криминал, 500 денари дневно. Па некој ако сака тој поротник ќе го купи, мислам како да ви кажам. Веќе толку непристојна за сендвича, не за повеќе. Да, така е. Борија, не ти направивме еден добар власт и политички да засече, па ние ќе продолжиме. Јас стварно мислам, многу ми е драго што ни е Васко соговорник, дека се Васко со неговите текстови, може би уште еден пајца колеги, човек просто не слуша ништо за овие вака јадни состојби во правосудниот систем. Васко, јас просто не мислам, просто ми е не можам да го разберам молкот во самото судство за овие состојби, со исклучок на некои мали пројави кои се случија, кои беа доста така скромни, лашливи, ако да кажам. Што е проблемот со правосудната воопште во обвинителството, во судството, што мислам, овие состојби кои ти ги опишуваш сега и за кои еве Сашо говори, тоа е за штрајк, за еден вака јасен, гласен протест. Од што се плашат тие луѓе таму? Боријан, мислам дека судиите во Македонија не знаат дека се власт. Ете, најкратко тоа е мојот одговор. Ви имате една постојана канонада на политички напади. Сега особено изминатите години се разбере и порано и така натаму. Значи во една Србија 400 суди јавни обвинители му пишаа писмо на Вучич да му кажат: слушај, доволно е, ова е црвената линија. Кај нас Сдруженијето на судии објави писмо во кое што не знаете на кого е адресирано, дали е, мислам, тоа е до премиерот, ама му се плашат да го адресира дека е до премиерот. Јас не ја разбирам таа култура на снисходливост и на подчинетост, кога тие се де факто над и се коректив на извршната, би требало да бидат коректив на извршната власт. Од тука гледано, мислам дека тоа со години тлее, особено тоа што, еве, доаѓам до суштината на муабетот, што практично, Боријан, нашето судство со години се полни со кадри кои што по разни канали можеби не би требало таму да бидат. И кога вие веќе имате дадено хипотека некому политичка, има да ќутите. И тоа и се случува. Тоа е основата на проблемот. Добро, Васко, што е лекот во целата ситуација? Бидејќи гледаме дека оваа власт е апсолутно повторно сконцентрирана на тоа да го завладее судството, да они ветуваат од која ќе го завладееме, ќе му овозможиме професионално да работи, тоа мислам баш да видиме. Да. И така, но што е лекот во целата ситуација, бидејќи ова трае со години, а морам да кажам дека без разлика на властите, ама кога е ВМРО на власт, некако е поакцентирано целиот тој притисок. Добро, ова скандалозните години на Груевски се вон контекстов, бидејќи тоа не може, за тоа кривично треба да се одговара, се разбира. Меѓутоа, не гледаме некакво подобрување на ситуацијата, осим што само се качуваат децибелите на политички атаци и напади врз суди обвинители. Сашо, јас немам одговор конкретен на прашањето, многу нешта треба да се сменат. Прво и основно, веќе има инфилтрирано доста кадри во судството на кои што местото на вистина не име таму. Говорам од примери, од контакти со суди, со јавни обвинители, со адвокати и на вистина еве пред неколку дена разговарав со една судија, велам, јас и вие да седнеме и да ни дадат 2 бели листа и да напишеме 5 имиња на суди кои што знаеме дека се компрометирани еве во најмала рака, да не речам корумпирани. Веројатно во 90% од случаите ќе не бидат исти имињата и презимињата, бидејќи меѓу нивните редови тие си ги знаат луѓето кои што во основа, како да речам, го расипуваат угледот и довербата во таа смисла. Меѓутоа, грото од судиите имаат една, јас би рекол, многу лоша и практично
ајде да речам една дисторзија прави во самиот систем, тоа што не креваат гласи, тоа што кога ќе го кренат гласот, тоа се сведува на ниво да не се замериме. Последното соопштение што беше до премиерот, знаете ли колку пати е преправано? Мислам, ова ви кажувам од луѓе што го пишувале внатре. Чекајте оваа реченица, двата збора по нив пред нив и така натаму, за да не случајно некој се заме. Да, тоа е за поздрав, бидејќи прво вакво соопштение кое што излегува во јавност и навистина треба да се поздрави. Меѓутоа не ја гледам потребата зошто некој да не се одлажи кој што е власт во државата да му каже за почеток да ги исцртаме црвените линии. Ова е вашиот дел, од овде па натаму не смете да се мешате. Меѓутоа тоа треба да го направат луѓе со интегритет. А во судството за жал имаме многу луѓе кои што се без интегритет. Па слушај, ние го коментиравме и со Боријан, види, или Лјупчо Коцевски кој што еве си замина од обвинителство и така. Ја не знам како може да постојат луѓе кои немаат храброст. Ма ја би го викнал на службен разговор премиерот, за да му соопштам дека има по закон и по устав што може, а што не може да се прави. А не да дадам изјава, него ќе му закажам утре у 9 сат службен разговор и да го свати тоа дека you've been, што викаат, известени се за тоа како го кршите законот, тај се одете си дома. Мислам, можда некакви такви потези ни требаат, ама нема кој да ги направи. Кога заврши последнината изјава на републичкиот обвинител, тука на скалите во обвинителството, бидејќи бев на пресконференцијата, му велам, добро обвинителе, викам, зошто не се одважите да еве да речам, да му кажете на премиерот јавно, да го поменете, ама не тоа да биде замотано во целофан, да не биде тоа во флоскули, да не биде тоа, да, ја му кажав дека мене ме разрешуваат политички. Викам, вие дали разбирате дека политички сте избран и политички сте разрешен. Да. Меѓутоа, направете разлика дека партиски сте разрешен, а не политички, пошто политички сте избран. Сакам да ви речам, не знам дали ја разбра поентата, меѓутоа сакав да речам дека има моќта да биде многу погласен, многу поактивен. Меѓутоа тој одлучи да биде, еве да речам, кооперативен во најмала смисла на зборот. Извини, Боријан. Јас, на пример, те цитирав во минатата емисија. На пример, еве сега во судски совет. Кандидат за член на судски совет кој треба утре да одлучува за пресуди на судио Врховен апелацијски суд, кој како беше она дека знае да работи на Корал Дров. Да, на Корал Дров. Може ќе им нацрта нешто на колегите. И сега никој ли во естафот не викаме, чекајте луѓе, не може така. Проблемот е што има ли реакција по твојата објава? Не, нема никакви реакции затоа што практично овој човек треба да го избере парламентот, односно собранието. За да биде иронијата уште поголема, во фаза е донесување нов закон за судски совет по оценската мисија и така натаму, кој што предвидува многу построги критериуми, меѓутоа власта одлучи по постојниот закон. Значи, каде што критериумите се многу лабави, истакнат правник е многу растеглива категорија, каучук норман или што се вели, така што практично сега се провлекува старото законско решение, вие имате човек што можеби никогаш во суд не влегол, а треба да оценува работа на апелациони суди, на врховни суди и така натаму. Тој е началник инспектор за прекршоци во полиција. Мислам, како да ви кажам. Има уште еден таков човек во Советот на јавни обвинители. Сега избран пред неколку месеци. Се полнат со нови кадри и веќе тоа е купено влијание во таа смисла и затоа одговорот на прашањето е дека од кого очекувате да реагира, од некој што е со хипотека ставен таму да биде во тие редови. И потоа една исто така неприфатлива жестокост, би рекол дека такво нешто одамна се нема случува во Македонија, да речеме односу кон уставнава судика, кажете, кон Добрила Кацарска. Добрила Кацарска, каде што се прави еден фронтален, најжесток, најнепринципилен напад, затоа што не ја мразат, затоа што она одлучувала во не знам што. Ја мислам дека треба да има јавен обвинител кој за тоа ќе го викне премиерот и председателот на ВМРО ДПМН или сите овие што излегуваат по пресконференција и каже, слушајте, тоа е напад на уставен суд. Вие свесни ли сте што правите по член тој, можам обвинение да ви покренам. Зошто не можеме да добиеме таков обвинител? Стварно не ми е јасно, мислам. Види Васко, и твоето искуство веројатно е такво. Јас познавам десетина судии, веројатно многу помалку отколку ти што ги познаваш. Па не се тоа и обвинители. Не се тоа глупави луѓе кој ќе седнеме да пиеме кафе кога имам некогаш интерес нешто да прашам заради професијава, тоа воопшто не се глупави луѓе. Меѓутоа, треба да се покаже интегритет, ником по никоше. Сите се под Јорган.
Еден судија ми вели, знаеш како, кога одам на кај суд, вика ми се враќаат назад носете, затоа што Добро, практично нека си ода, тако е така. се малцинство во таа смисла, меѓу и во фаза во која што работи, гледа да го одработи најдобро тоа што може и тоа е тоа. И практично не смета дека треба да бидат некаква промена голема која што ќе повлече и така натаму, него тука ластовичка, таму врапче и така натаму, и тука се завршува приказната, за жал. Неверојатно. А добро, Васко, ако тој ете судија кој го спомна, зошто не излезе во јавност, еве, на некој интервју и просто да си каже, да каже кои му се проблемите, бидејќи види, јавноста е просто нормално со право иритирана што тоа судство така функционира, па не дај Боже ако си имаш проблем, а зависиш од судството, мислам, гнев и револт кај јавноста која е насочена кон тие луѓе. И при тоа, еве, што му може некој, например, ако излезе во јавност и во интервју каже, еве, некои принципиелни работи. Во основа, Бојан, понекогаш знаат, и тоа е многу ретко во основа, на вистина, мислам, може би еднаш во годината, 2 пати, не знам, знаат да излезат. Меѓутоа, вордингот, начинот на кој што ги артикулираат ставовите, така се разбира дека тоа се судини, не можеме да очекуваме од нив не знам што да направат и да кажат, меѓутоа во таа смисла мислам дека и како може да бидат многу поостри, многу по адресирани во нивната критика и така натаму. Ќе се соочат како што и веќе се соочуваат со разрешувања. Имаше една ситуација во која што еден студија, да не го именувам, пред неколку години излезе нешто во еден медиум. Ми кажуваат од судскиот совет дека разговарале како да му најдат, што да му најдат за да го разрешат, бидејќи го уривал угледот на судството. Ете, тоа е тој магепсан круг. Добро, ајде да свртиме сега приказната од судиите на овие што се практично веројатно повиновни за целата ситуација. Што прават интрузија што во прават интрузија кои што на крајот краиштата владеат со државата. Да. Каков е твојот впечаток, бидејќи долги години си во овие области? Има ли кај оваа власт некаква, бидејќи така се, знаеш како можеби и забораваме, можеби имало и порано, па некако секогаш актуелностите ни се по впечатливи. Има ли во оваа власт некаков подигнат тон и желба да навистина се навлезе, пак ќе кажам, не го зимам времето од Груевски Мијалков како пример, бидејќи тоа не е воопшто рекорд, тотално вон сите системи, мислам. Добро, можда и ова се што го разговараме е резултат на тој период. Сигурно. Но дали ти се чини дека оваа власт некако повеќе врши притисок, повеќе омаловажува, повеќе сконцентрирана на дезавуирање на судството и на практично придонесување кон оваа перцепција за многу мал углед на судството и целиот судски систем во државата. Сашо, оно што го разговаравте пред почетокот на овој дел во врска со внатрешно политичките контексти и надворешната политика, во основа се рефлектира и во судството. Практично ништо не се случува. Освен што, полека но сигурно се освојуваат оние клучни позиции, сега ќе ме нов државен јавен обвинител. За кој премиерот вели не, па тоа ќе биде некој, ја немам поима кој. Може да. А ние веќе ги знаеме имињата на тие што ќе бидат. Мислам, сакам да ви речам, до толку е се онака провидно. Практично во ноември наредната година му завршува мандатот на шефот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Сега во јануари му истекува на шефот на Скопското обвинителство. Тоа се клучни институции во правосудството. Полека но сигурно, бидејќи и амбиентот и контекстот се такви, ќе почнат да се ставаат луѓе кои што ќе имаат афилијација блиска, се разбира, до оваа гарнитура која што е моментално на власт. Мислам дека генерално што се однесува во делот на реформите ништо не се случува, тоа е се ставено на стендбај. Во една прилика на премиерот лично му го реков тоа на еден брифинг, бидејќи кога се смени власта, постоја работни групи кои што работеа на промени на закони. За кога се смени власта, да почнат одново да работат, бидејќи премиерот преку министрите и така натаму внесоа нови луѓе, па работните групи од почеток почна и премиерот на брифингот ми вели, па логично е да ставиме наши луѓе. Го божам тоа да е некаква приватна својина, таму би требало да бидат експерти по право и така натаму, така што тоа плюс додава еден квалитет во таа смисла на тоа да знаете и да може нешто да очекувате, тоа да биде, да речам, предвидливо. Во таа смисла сакам да речам дека пакетот реформски закони во судството, кој што требаше до јуни да биде завршен, за Македонија да добие некаква транш од 70-80 милиони евра, практично пропадна. Сега имаме некаков грейс период до крајот на годината, сега има некакво забрзување. Па крајот на годината тоа. И тоа нема да претпоставам дека нешто тоа ќе помине, па ќе добиеме дополнителен грейс период за до години, така. Тоа е едно темпо на постојано одлагање и на крајот на криштата, да, можеби во еден дел потребни се и реформи на законите.
тоа држи, меѓутоа ние имаме хиперинфлација на закони. Што не знам колку пати овој закон што е сега за судски совет од 2019 година, значи пред 5-6 години, не е 20 години, да, има места кои што можеби се недоречени, ама ни оддалеку тоа не е толку лоша состојбата да ние бидеме зачмаени во ова мочуриште, да речам, вредност. Во таа смисла да одговорам конкретно на прашањето, ми се чини дека сите овие реформи поради парите на Брисел ќе бидат усвоени, ќе биде тоа јануари, јуни или јули до година, не знам, но немам впечаток дека во позитивна смисла се движат во насока на тоа дека граѓаните ќе почнат да ја менуваат перцепцијата за тоа кој правораздава, како се правораздава, на кој начин се донесуваат одлуки. Има врска овој судар помеѓу Милошовски и министерот за правда, има врска и со ова што го говориш, заради успорени реформи, заради влијанија кои не им се допаѓа. Ми се чини дека станува збор за некаква друга игранка, дека не станува збор за ова, меѓутоа може и да има. Сега сите контексти не би можел да ги знаеме, ова е само на ниво на предпоставка, но во секој случај многу бавно, тромаво и практично безживотно се движат сите нешта кои што се поврзани со правосудството. Поко, ако ми дозволиш само уште едно мало прашање, бидејќи јас често го прозивам Заев, кој што дека беше у опозиција, викаше ние кои ќе дојдеме на власт, јавниот обвинител ќе го бира опозиција. Се разбира дека тоа нема ништо. Во една прилика еден ми објаснуваше, види, добра е таа идеја, ама ако ставиме, тој ќе почне политички да се однесува, ќе почне да ги кочи реформите затоа што ќе ба демек од опозиција и така натаму. Има ли затоа што Васко, морам да ти кажам, јас кој што сум лаик во овие работи, а сепак нешто мораш да имаш јавен став и така натаму. Ја веќе не знам кој е најдобриот начин за бирање на тие луѓе. Едно време мислев дека, знаеш, дека ова што сами себе се бираат ќе даде квалитет. Најдобриот начин бидејќи е најнепосреден, да. Во Америка ги бираат на општи избори, барем така главните судии. Да. Не знам, во ова, ја веќе не, можеби ако се стави јавен обвинител кој што го предлага опозицијата, можеби тоа има смисла. Кој тебе што ти се чини, бидејќи се што пробавме не функционира? Сашо, јас немам конкретен одговор на ова прашање со оглед на тоа што се испробани буквално сите механизми. Еве видовме што се случи со обвинителството за организиран криминал. Сега идејата е практично и републичкиот обвинител да се бира со двотретинско мнозинство во парламентот со 80 гласа, практично 80 пратеници. Не знам дали е и тоа лекот, бидејќи имавме ситуација, еве да речеме со специјалното јавно обвинителство, каде што имавме консензус толкав, не знам колку пратеници изгласа, па видовме дека заврши практично во една многу лоша ситуација. Тоа е веќе сосема друга приказна, има еден куп други контексти што не се нели во овој дел да ги разговараме, меѓутоа сакам да речам дека нема лек, во таа смисла јас не можам да препознам што би било најсоодветно за да може да изградиме некаква култура на доверба кон тој што го бираме, дека ете тој е човекот кој што ќе Дали не е добро премиерот да каже ова е мојот човек, ја го именувам. Може би да се и најдобро така. Бидејќи тоа ја има таа пракса. Бидејќи тогаш одговорноста ќе биде негова, така е. Да. Борјан. Васко, има една, за мене не е дилема, но се отвори да се пушти таа теза во оптек дека па добро, сега ако не преговараме со Европска унија, еве ќе донесеме Европа дома и ги релативизираме тој процес на преговори со Европската унија. Кои се твоите очекувања, еве ако останеме вон тој процес? Прво, што понатаму, како ќе се развиваат работите понатаму, и второ, што според тебе тој процес на преговори би донел? Дали тој би можел некако да влијае врз подобрување на тие реформски процеси кои се само флоскула во овој момент? Борјан, во основа, секогаш кога е ЕУ во прашање, јас гледам беневолентно кон тоа, затоа што навистина мислам дека тоа е помош која нам ни е потребна. Ова што се случи конкретно во судскиот совет со незаконското разрешување на поранешната претседателка Весна Дамева го отвори Пандорината кутија. Знаете како, тоа се епизоди кои што во основа покажуваат и можеби треба некогаш да дојдат до точка на топење за да видиме што се крие за тоа. Тука дојде Европската унија со една добра идеја, во смисла сработете го ова, или приказната за морковот и стапот, ќе го дадеме овој финансиски пакет. Ние така функционираме. Тоа е нашиот мајндсет. Ние мораме да имаме некаква условена помош и бидејќи последните промени де факто што се направени се такви.
пакет по пакет, условување по условување, да можеме некако полека да движиме кон некакво, како да речем, нормализација на овој сектор, кој што нема да има толку електрицитет, да се разбереме. Никој не очекува дека за 2, 3, 5 години преговорници сме во колку време назад сме во истата приказна, меѓутоа мојот впечаток е дека сепак тоа е можеби во моментов единствената најдобра приказна која што нам ни дава некаква надеж да очекуваме дека доколку некој направи некаква процека, нека е тоа во мини секторна академија за суди и јавни обвинители, нека е во совет на обвинители, нека е во, бидејќи тоа се луѓе кои што постојано работат. Проблем е што тоа останува понекогаш во фиока, понекогаш е на ниво на некаков закон што се донесува, а слабо или воопшто не се имплементира, односно не се спроведува, и на крајот на криштата резултатот е таков каков што е. Имаме можеби законодавство кое што не е лошо, ама имаме доверба која што е де факто никаква. Кога ги спомна веќе парите, во текстот што го обjaви правиш една интересна споредба. Велиш, Македонија и Словенија одделуваат исти процент од буџетот за судството. 0,38, 0,39 така, од 0,4 од прилика. Да, Меѓутоа, кога ги споредиш парите, бидејќи словенечкиот буџет е барем 3-4 пати помоќен од македонскиот, ако не и повеќе. Така. Тогаш во нивниот случај се работи за 300 милиони евра годишно, кај нас работи за 25 40 со последните, да. И тоа на крајот не се ни доисплаќа, ако не се лажам, и тоа на крајот не функционира како што треба. Еве, директно те прашам, бидејќи едно од тезите дека парите се проблем и така натаму. Може ли со повеќе пари да се постигне подобар резултат? Дури не одам само на ова прашање дали ќе има фасада судот и дали ќе има камера за снимање, тоа секако треба да има. Меѓутоа, дали парите ќе решат нешто, бидејќи премиерот инсистира од тоа да прави една прилично гадна манипулација, дека на судиите само платите им се важни. Те прашувам дали парите играат улога и каква улога може да играат во подобрување на целата состојба? Огромна, затоа што во оваа ситуација во која што ние се наоѓаме, тоа е децениско запоставување на овој сектор. Тоа значи дека вие постојано црпите, а не ставате ништо внатре. Тоа ќе значи прво да речеме на основно ниво, повеќе вработување, поголем број на стручни соработници, поголем број на записничари, останат персонал. Сето тоа го олеснови и го забрзува процесот. Ако вие поднесете тужба, веројатно ви значи дали ќе ја добиете тужбата за 5 месеци или за 5 години. Предпоставувам, така. И тоа значи за вашиот впечаток како граѓанин колку вие ефикасно и брзо добивате правдата. Во таа смисла парите како се неопходни. Да не разговараме за имате естонски судови во кои што се користи вештачка интелигенција за запишување. Ние уште има писарница, како што вели колешката Оливера, одете на младите објаснете им што е писарница, бидејќи тоа се веќе именки кои што се излезени од, како да речеме, од секојдневната комуникација со оглед на времето. Така што и како може Сашо да помогне, нема да го решат цел проблем, ама дека ќе ги убрзаат работите во поглед на ефикасност особено и како заради тоа што знаете како и овие пари што се барат, кога вие ќе стигнете до ниво да обезбедите еден минимум, една пристојност во функционирањето. Може и понатаму нема да бидат 0,8, може ќе бидат 0,6, 0,4, 0,5 зависи. Ама вие бидејќи 12-15 години ништо не сте ставале, сега состојбата е колапс. Меѓу другото, само да појасниме за овие што не гледаат, а може би не знаат, дел од нашите судови, ако не и сите, не се ни дигитално поврзани. Ма како дигитално? Значи, вие не можете да добиете пресуда да најдете дигитално, мора да одите во писарницава за да добиете печат, па да земете документи од 500 страни, неверојатно. Тоа го штеди процесот и до 830 тора. Така е, го штеди процесот и во време и во пари, на крајот хартијата секако е поскапа отколку да земете електронски да го пратите на мејл и така натаму. Сакам да ви речам секако дека и самата видете, ние не можеме да разговараме за дигитализација во македонски судови во услови кога немаме елементарна инфраструктура за функционирање. Мислам, сакам да ви речам има дрвени врати во судови, дрвени врати има. Така што и еден куп други проблеми, меѓутоа поентата ми е дека сепак со едно инвестирање ми се чини дека и вработување соодветно, дека колку толку ефикасноста ќе биде подобрена. И во тоа верувам и не само јас, туку сите со кои што сум разговарал значат нешто во правосудството. Васко, ако може да прашам, прво да влеземе во доменот малку и на спекулација, кој е новиот или која е новата обвинителка? Говориме за државна, добро. Кои се твоите очекувања да се извинувам, дали таа нова постава ќе не врати назад во времето на Груевски, кога ќе имаме прогон на неистомисленици, или
некакво интензивирање на борбата против корупцијата на која инсистираат сите стратешки партнери, вклучително и со овој законот кој за Западен Балкан кој денеска го потпиша Трамп. Иначе, Васко, да ти кажем, многу убави реакции на четот на емисијава. Поздрав за сите што не гледаат. Одличен гостин, браво за гостинот и така нема, баш ни е драго, мислам. Ние знаеме дека имаме тоа гост, ама убаво е да видат ти благодарам Сашо, да. Благодарам за комплиментите, да одговорам на прашањето на Боријан. Боријан, во моментов се вртат 3 имиња од републичкото обвинителство вака во неформалните кругови. Еден обвинител од Источна Македонија кој што и такако се прослави во времето на Груевски со еден предмет кој што беше прилично јавно експониран. Една обвинителка која што е сопруга поранешна или се уште веќе тоа не знам на еден амбасадор во времето исто така на ВМРО ДПМН и уште една обвинителка чиј што сопруг е истакнат поранешен или можеби се уште актуелен функционер во еден град во Македонија, повторно исто така поврзан со партијата која што моментално е на власт. Така што сега за сега тоа се имијата кои што вака по неформални кругови циркулираат, може ќе имаме некакво изненадување, се разбира, не се знае. Меѓутоа она што е важно е дека практично државниот обвинител е многу моќна, најмоќната политичка функција во обвинителскиот систем, бидејќи по хиерархија практично е субординација е над сите. Оно што јас го забележувам е дека обвинителството е претрупано со кривични пријави. Можеби јас и го прашав обвинител, велам зошто дали во сите пријави кои што до вас стигнува од МВРС и така натаму обработени, тој ми вели Станимир, ви знаете како некаде нема докази. Па кажете дека нема докази. Излезете, кажете, МВР ни праќа празни кривични пријави во кои што нема докази. Не можеме да најдеме кривично дело. Излезете, објавете, објаснете. Граѓаните мора да знаат. Бидејќи впечатокот и приказната и наративот кој што се продава дека толку многу МВР хиперактивно работи, толку криминали се откриваат, а обвинителството не прави ништо. Обвинителството и да сака не може стекаде да направи бидејќи нема докази. Сакам да ви речам дека тоа е у основа еден би требало да биде еден обвинител со интегритет, кој што ќе им пркоси на сите тие наративи кои што се создаваат во јавност. Ситуацијата е малку и пострашна. Тоа го коментиравме Гордан Калајџиев, Боријан, памтиш кога ни беше овдека гостин. 99% од случаите на обвинителството поминуваат во корист на обвинителството на судот. Практично судот не ја врши елементарната, би рекол. Мислам, види, тешко можем да замислам дека од 100 случаи 99 обвинителството е управо. Толку квалитетно обвинителство, значи судот не е еднаков кон странките кои што се обраќаат во... Една обвинителка велеше мечка да стават у македонска и мечката ќе осудат. Така што мислам сакам да ви речам наративот е тој. За жал и самите суди, барем од оние кои што немаме можност да ги гледаме во судница, зашто сум убеден во тоа дека навистина многу малку внимание и концентрација посветуваат на предметите, практично ги поминуваат. И тоа се гледа во начинот на кој што ги водат заседанијата и така натаму. Јас не сум секој ден во суд, меѓутоа го кажам впечатокот генерално на ниво на слика, бидејќи точно може да се види судија кој што е внесен во ДНК-то на предметот, кој што ги знае сите детали и раководи со предметот, точно се гледа ситуација во која што практично имате една ситуација како што е напишано обвинението, така поминува без никаква задршка. Боријан, ќе поминеме на Кочани, имаш нешто околу Кочани, пошто Васко... Тоа сакам да правам, Сашо, мислам, тука и да привршиме. Таа ме интересира, бидејќи Васко сигурно многу педантно го следи тој процес за кој е заинтересирана цела јавност. Како тој судски процес, Васко? Боријан оди сега за сега да речам во некаква ситуација во која што практично се одржуваат некакви рочишта, тоа е долго, тешко и мачно. Мислам, успеавме некако и се договоривме со судот да може барем во ведните говори, завршните и пресудата да бидат објавени јавно, бидејќи има луѓе кои што доаѓаат од Кочани да не се малтретираат, да можат од дома да ги гледат судењата и така. Тоа сега ќе заврши бидејќи ќе почне изведување на доказите. Ми се чини дека до крајот на годината има уште две рочишта закажано, сегова на 25 наредната недела и уште едно на 29 и тука треба да завршат во ведните говори да почне изведувањето на доказите. Тек тука почнува судењето, бидејќи обвинителството понуди некоја листа само на материјални докази 1400 плюс сведоци, плюс сите обвинети имаат право да предложат нивни докази, сведоци и така натаму, така што тоа ќе биде долго, тешко и мачно судење.
станува збор за процес во кој што морате на секој еден обвинет да му обезбедите апсолутни процесни права, кои што му ги дава законот, не смете да го лишите од ништо, секој има право да предлага сведоци, да поставува прашања, вкрстени, директни и така натаму и така натаму. Така што одговорот на моето прашање дека ќе се движи со некаква динамика, не знам тоа како ќе оди, меѓутоа дека ќе биде предмет кој што е навистина захтевен и временски и енергетски на крајот на краиштата, тоа е дефинитивно така. Поголем дел од стручната јавност, барем овие што излегува и кажа, еве и професор Каледжиев, а и други, велат дека обвинението е погрешно поставено. Да, таа теза практично јас е и моја теза и ја разговарав многу долго и со суди, поранешни, сегашни, со адвокати, со обвинители. Прво временскиот опфат, квалификацијата на самото дело и така натаму, обвинителството тврди дека тоа ќе помине. Не знам како ќе се однесува судот во однос на тоа прашање, меѓутоа така е поставена тезата да практично сите, колку се веќе 35 мина, ги обвинува за директни сторители на пожарот. Тоа значи и министерот, и директорот и така натаму и така натаму. И сега во делот во ведните говори имаше навистина добри воведни говори на делот адвокатите на обвинетите, изнесоа тези кои што се надевам и очекувам дека ќе се развијат во текот на судењето. И она што е интересно е дека како да ви речам, обвинителството навистина можело да избере поинаква стратегија, сега гледано од оваа гледна точка, судењето да биде кратко, ефикасно и фокусирано, сега е навистина оптеретено со огромен број на обвинети, огромен број на сведоци и така натаму. Кога разговара со еден од обвинителите што го застапува обвинението, тој ми вели, знаете како, ние не можеме на сметка на економичноста во постапката да правиме тој тип на калкулации, што е аргумент што држи, се разбира. Меѓутоа, имам впечаток дека навистина е спорна квалификацијата за сите обвинети и дека како што ќе одминува времето, ќе гледаме докази, па ќе видиме што ќе донесе. До кај сме со полицајците за кои треба да се покредуваат? Тоа колку што знаме во фаза на доставување и известување дека истрагата е завршена и дека веројатно по празниците би требало веќе да има обвинение ако не е до крајот на годината. Така што се денови, да речеме, недели во прашање, а за другата предистрага што е отворена, односно истрага е веќе за даночните инспектори во Кочани, за тоа навистина немам информации. Борјан, ќе привршуваме или имаме уште нешто? Да не го пробаме терминот, не знам ја можеме со Васко уште многу во разни детали да разговараме. Но добро, време веројатно привршиме, гледам стварно навистина многу убави коментари за гостинот и за сите информации кои многу вака концизно ги изнесува и ќе дефинира таа состојба за која сите се збунети во јавноста. Така што му благодарам на Васко за ова и време беше одамна се спремаме за овој разговор. Благодарам, Боријан, за поканата. Васко, благодариме за гостувањето и ќе бидеме повторно во ова студио после празниците, бидејќи ќе се случи нов избор на обвинител, ќе се тркаваат, ќе има теми, така, ти си сепак еден одличен квалификуван соговорник. Благодарам. За жал, мислам дека прво ова станува тема, но добро. Види, не чачнавме и нешто друго, Борјан, ај сега тоа ќе го ставиме за следниот пат. Односот на новинарите и медиумските куќи кон судството. Бидејќи мислам дека и тие се дел од целата оваа муљажа, еден дел од нив. Има многу, да. Ај сега, пошто сега убаво ги критикуваме, малци и себе да се видиме, тоа следниот пат. Благодарам. Добро, ви благодариме за вниманието, одлични коментари. Ние се обидуваме ова да го држиме во рамките на 100 час и 10-15 минути и сега сме верни на тоа. Следниот петок се гледаме. Борјан, ќе бидеш ли во Македонија следниот петок, да не ги лажеме? Да, ветувам. Добро, ќе направиме и тези да дајаме прогнози за следната година. Се надеваме дека барем едно 10% од прогнозите ќе се остварат. Ама не знам кај да најдеме една кристална топка, Борјан, да донесеме у студио, пошто ќе очекуваат луѓе да кажеме за неколку битни теми кои ние ќе ги договориме, Борјан, идната дела за кои ќе даваме прогнози. Па ред е малку ќе биде забавно, а и нешто и знаеме валда за овие теми што ги разговараме. Ви благодариме многу. Се гледаме следниот издание следниот на Васко и благодарам да сите што не гледаме вовде на YouTube 522 не гледаат сега, се надевам подоста многу повеќе и така. Благодарам.